Преку селото патот води до манастирот Свети Илија, околу 10 километри по земјен пат, низ соголена шума, а сепак убава. Дабот, буката, костенот, габровите дрвја си имаат своја убавина, особено ако ги милува сонцето. Откако ги совладавме змиулестите угорнини, наградата за нашите очи беше Илинската рудина, на чија природна раскрсница лежеше манастирот. Овде Илинден, еден од најголемите македонски празници, се прославува традиционално и незаборавно на 2 август, а во себе поврзува 3 настани. Првиот празник е денот на Свети Илија. Вториот настан е денот на почетокот на Илинденското востание во 1903, а третиот, Илинден, се слави во чест на првото заседание на АСНОМ во 1944 година. На овој ден, Илинден, кај македонецот се соединети духовното и патриотското чувство. Тогаш во македонското срце одекнува љубовта кон верата и љубовта кон родната грудка. И токму тогаш илинденската традиција, испреплетена со патриотски, фолклорни и религиски символи, го прави Илинден овде во пазувите на Илинска планина и во нејзините села величенствен, родолюбен и сакрален, исклучителен македонски празник. Тогаш верниците му се молат на Свети Илија Громовникот, боговидецот, чудотворецот, ревнителот за Божјата вера, родум од племето Ароново од градот Тесвит и затоа познат и како Тезвитјанин. Повиен во оган и нахранет со пламен, тој беше даруван од Бога со огнена сила, а според карактеристиките се поистоветува со Перун Громовникот од словенската митологија. Пророкот Свети Илија живеел во 9 век пред новата ера, на просторот на денешен Израел и Палестина. За неговото дело е напишано во Стариот и Новиот Завет, Талмудот и Коранот, што значи дека е почитуван во повеќе религии. Околу ова мало обновено црквиче се наоѓаат конаците, кои ги пречекуваат добрите намерници, илинденските славеници, влюбениците во природата, патеписците, ловците.